Јунскиот Европски совет е пред нас. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Унијата ќе заседаваат на 25 и 26 јуни, додека самитот на Европскиот совет е на 28 јуни. Овие датуми се клучни за европската перспектива на нашата земја и зависат од ратификацијата на спогодбата. Затоа, за да ги испорачаме овие резултати, од кои зависат одлуките на престојниот Јунски Европски совет, предлагам Собранието да одлучи овој предлог закон да се донесе по скратена постапка. На крај, дозволете ми да потсетам на уште една многу важна можност што се отвара со што поскората ратификација на овој предлог закон. Тоа е можноста граѓаните да се изјаснат за својата иднина. Можност која ќе им биде дадена на есенскиот референдум. Денес е јасно кои беа најсилните аргументи за ослободителната пресуда за случајот Подкуп. Гласањето на парламентарното мнозинство денес за договорот уцена е најсилниот аргумент за ослободителната пресуда за случајот Подкуп. Станува јасно дека некој превземал обврска Македонија да ја доведе да се согласи и да потпише во подчинета положба кон друга држава. Доказ за тоа е брзањето на власта по скратена постапка да го протурка овој договор со Грција без да даде можност да има расправа и аргументи. Ако договорот е толку добар, колку што тврдат, зошто власта не организира прослава? Законот за ратификација на конечната спогодба за решавање на разликите со Грција не е наведен изворниот акт на ЕУ со пол назив, број и датум, поради што ваков правен акт на ЕУ воопшто не постои, почитувани колеги и почитувани граѓани на Република Македонија. И уште една реченица. Граѓаните се прашуваат зошто тогаш договорот со Бугарија беше од ваша страна, лично од ваша страна, ставен на Комисијата за надворешна политика.